Здраво на сите! Добро дојдовте во 90-та епизода на Шорткат. Јас сум Гоше, а ова се настаните што ја одбележаа изминатава недела. Младите не се вклучени во решавањето на општинските проблеми. Ова го покажа анкетното истражување Потребите на младите на локално ниво, спроведена од Младите можат во општините Велес, Струмица и Кочани. Според резултатите, најголем дел од младите изјавиле дека никогаш не биле вклучени во процесот на решавање на некој проблем во општината. Тие нагласиле дека не се информирани за тоа што е младинска политика, додека пак половина од испитаниците никогаш не учествувале во креирањето на една програма или буџет за младите во нивната општина. Од Младите можат истакнаа дека моменталната состојба со младите на локално ниво ја поттикнала потребата за добивање конкретни податоци за вклучувањето на младите во процесите на носење одлуки на локално ниво. Улогата на младите во денешните општества е од големо значење за демократските процеси, нагласуваат од Младите можат. Дигитализацијата на државните универзитети во земјава е неопходна за студентите и актуелната состојба покажува различен степен на дигитализација кај секој од универзитетите. Форумот за образовни промени ја анализираше состојбата со дигитализацијата и даде неколку препораки кои ќе им го олеснат секојдневието на студентите. Повеќе детали на оваа тема погледнете во прилогот кој следи. Дел од државните универзитети во земјава заостануваат со процесот на дигитализација, а негативните реперкусии ги чувствуваат студентите секојдневно. На студентски прашања се чека и по неколку часа за да се запише и завери семестар, или за да се извадат писмени потврди за да се докаже статусот на студент, а се губи време и по факултетските холови за да се земе потпис или оценка од професор. Ваквиот начин на студирање беше повод за Форумот за образовни промени да подготват анализа на состојбата со дигитализацијата на државните универзитети и да дадат препораки за воведување дигитални услуги на високообразовните установи, но и за дигитализација на наставата на универзитетите. Важна препорака е и обезбедувањето квалитетен интернет на универзитетите и трансформација на студентските служби во функција на искористување на дигиталните услуги. Rekomandimето на drejt institucioneve konkretisht universiteteve publike janë që të bëhet asgjësimi i tërësishëm i indekseve, pra studentët të mos duhet që të shkojnë për një nënshkrim dhe për një notë në universitetet gjatë verës të humbin kohë, kur e njëjta realizohet nëpërmjet platformave online që universitetet e kanë. Најпозитивен пример во однос на дигитализацијата е Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Позитивни примери се и Финки и Електротехничкиот факултет на УКИМ, но на генерално ниво, најстариот универзитет во земјава заостанува во процесот на дигитализација. Бленди Ходаи додава дека на повеќето факултети на Универзитетот Свети Кирил и Методи уште се користат хартиени индекси. Студентите чекаат на шалтери за да пријават семестар, а за да добијат некој документ се приморани да одат да платат во банка. И државниот универзитет во Тетово е во лоша состојба во поглед на дигитализацијата, бидејќи само 3% од нивниот буџет одат за дигитализација, така што само мал дел од услугите се достапни во електронска форма. Të përmendi Universitetin Nën Tereza, që sipas ullumtimit ton ata nuk kanë një uri shumë të mëdha se çfarë do të thonë digitalizim, edhe pse janë formuar, themeluar si universitet nga Kuvendi në vitin 2016, ende janë duke çaluar shumë prapa me procesin e digitalizimit. Високообразовните установи во земјава треба да го следат примерот на Штипскиот универзитет, каде веќе не се користат хартиени индекси и има онлайн библиотека преку која студентите имаат пристап до светската литература, а воедно имаат можност за онлайн учење и електронски да запишуваат или заверуваат семестар. Ја менуваме темата. Од спортот ни доаѓаат убави вести. Нашата репрезентација освои 5 медали на светската специјална олимпијада што се одржа во Берлин, а на која земјава ја представуваа 13 спортисти. Агрон Хајредини освои златен медал во атлетика, а Јулијана Петровска освои сребрен во истата дисциплина. Сребрен медал во пливање освои Стефан Трповски, а бронзени медали освоија Марио Мицковски во пливање и Јане Никодиновски во бадминтон. Од специјалната олимпијада на Северна Македонија истакнаа дека учеството во светската специјална олимпијада покажа дека земјава има големи спортски капацитети. Оваа година на игрите учествуваа повеќе од 7000 представници од над 190 земји. На крај на денешната емисија ве известуваме дека во вторникот во Тетово започна меѓународниот филмски фестивал ОДА, кој ќе трае до сабота 8 јули.
Годинава фестивалот се одржува на отворено за директоратот на Универзитетот во Тетово, а љубителите на филмот имаат можност бесплатно да гледаат филмови што биле победници на светски фестивали. Годинава ќе се прикажат 45 филмови, од кои 34 се во конкуренција за награди во 5 категории. Покрај филмовите има и панел дискусии со авторите на филмовите на кои граѓаните можат да разговараат со нив. Доколку сте љубител на филмови, тогаш ви остануваат уште 2 дена за да погледнете по некој филм од фестивалската понуда. И ова е крајот на денешната епизода на Шорткат. Ви благодариме што бевте со нас. Пишете ни на Instagram и TikTok доколку имате сугестии, предлози и читајте рубриката CTRLZ на meta.mk. Се гледаме и следната недела во истото време. Чао, чао!